Патната инфраструктура е приоритет за општина Пробиштип за оваа година. Токму за таа намена одреден е и најголем буџет до сега. Средства кои ќе се искористат за уредување и асфалтирање на градските улици. Активностите за обновување на патната инфраструктура започнуваат од населбата Камењар, каде претежно живеат млади семејства. Повеќе од 200 милиони денари оваа година ќе бидат потрошени токму на инфраструктурни проекти. Во моментот започнуваме со изградба на повеќе улици во населбата Камењар. Овој проект средствата се обезбедени од општинскиот буџет, околу 27 милиони денари, со што ќе бидат опфатени поголем дел, речиси сите улици во оваа населба од општина Пробиштип, која што е на периферијата, меѓутоа е многу убава, со многу убави куќи, каде што има многу млади луѓе и на нас ни е приоритет за оваа година да ги асфалтираме сите улици во населбата Камењар. Тонески најави асфалтирање на неколку улици во еден од постарите делови од градот, Старо Калниште, асфалтирање на улицата која води до црквата Свети Илија. Во моментот течат постапките за избор на изведувачи уште на неколку улици во централното градско подрачје. Пред се мисли на реконструкција на улицата 11 октомври, на улицата Тодор Александров, на улицата Гоце Делчев и на неколку помали улички во Пробиштип, со што мислиме дека скоро сите улици во нашата општина ќе бидат асфалтирани. Паралелно со активностите околу асфалтирање на улиците се реализираат и останати проекти. Во завршна фаза е реконструкцијата на градскиот парк. Очекуваме многу брзо да биде одобрено од страна на Светска банка и реконструкција или изградба на нов помошен плоштад позади овој плоштад пред гимназијата. Станува збор за комплекс збогатен со повеќе содржини и тоа мини плоштад со амфитеатар и локации за одмор и рекреација, како и паркинг простор. Меѓу наредните проекти е изградба на мини капела, проект кој граѓаните на Пробиштип го избрале како приоритетен на минатогодишниот форум на заедниците.